Почитувани гледачи, добро вечер. Вие сте на дебата на ТВ Нова. Денешната дебата насловивме капацитетот на институциите за спроведување на неопходните реформи. Тоа е една синтагма која подолго време се провлекува како неопходност во македонскиот политички, општествен и економски, се разбира, систем, за која многу се полемизира, се настојува да се подобри. Но се разбира, дебатата не би била дебата ако не отворим и други актуелни теми за кои што се разговара по медиумите, во парламентот и во сите други институции. Тоа е актуелната политичка криза, состојби, начинот за излез од неа, избирачкиот список, медиумите и така натаму. Но она што е ново е што вечерва за нова тема ќе разговараме со условно речено помали политички партии. Зборот не е многу прикладен, бидејќи за нив стои голем потенцијал, избирачки капацитет, за несомнено моќен политички потенцијал. И ќе ви ги представам представниците на партиите, а тие нека кажат дали се мали или не се мали, зошто се мали или ќе бидат големи. Фактички тоа ќе биде еден дел од дебатата. Од мојата десна страна господинот Амир Елези од БЕСА. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте прв пат по ТВ Нова, прв пат на дебата воопшто, што знам, така? Да. Добро, се надам не ви е последен пат, ќе имате и други можности. Потоа господин Виктор Цветковски, со поголемо искуство се разбира и животно и за присуството тука во дебатите во ТВ Нова. Добро вечер. Добро вечер. Цветковски. Зоран Шапорич, Либерално-демократската партија. Добро вечер, господин Добро вечер. Поздрав до вас и гледачите. И господинот Кире Бузлиев од Либералната партија. Добро вечер, благодарам за поканата и ви честитам со среќа да ви биде работа. Благодарам. Значи, освен Амир, вие тројцата мислам дека добро се познавате, не сте од скоро на македонската политичка сцена, дури не сте и прв пат во дебатни емисии. Предпоставувам, очекувате кој за што може да говори, тој и добро се разбира. Ја затоа би почнал со господинот Елези. Господин Елези, не само што сте нов во студиото и како партија сте нова, неколку пати кога разговаравме пред емисијата, не ви беше право тоа што ве нарекував мала политичка партија. Но не постои друг начин да ме наречам голема. Други се партиите кои што сега играат на албанската и на македонската политичка сцена од албанскиот корпус. Зошто се лутите кога ве нарекуваме мала? Прво би сакал да укажувам и да ги поздравам сите гледачи на вашата телевизија и една за благодарност од наша страна као нова политичка партија што најдовте простор да не поканите во вашата емисија. И сега ќе се осврнам и на тоа што вие ги карактеризирате партиите како помали или поголеми. Ја би отишол на една друга карактеризација на политичките партии. Нашата партија би ја окарактеризирала како нова политичка партија, затоа што ние не сме се измериле на ниту еден избирачки циклус. Ние сме нова политичка партија со интелектуални професионалци кои се залагаат за една поширока граѓанска свест за да може на крај и да ги оствариме нашите цели како политичка партија. Значи, карактеризирањето на политичките партии како условно кажани мали и големи, мислам дека тоа веќе е една стара реторика која треба да се стави на страна, па да се измериме на избори, па таму да видиме кои се условно кажани големи или мали партии. Ние сме нова партија, имаме голем потенцијал како во смисла на човечки ресурси, така и на идеологии и на идеи. Па ќе дојдат избори, ќе се измериме со сите наши опоненти и тогаш може да се квалификуваме како мали, големи или не знам како. Во секој случај, фала за поканата и Уште едно подпрашање околу ова мала голема, колку што разбрав во една комуникација и со вашиот лидер, имате некои рейтинзи правено внатре во албанскиот корпус на рейтинзи без разлика на да, како сте тоа што е позиционирани изненадувачки за сите познавачи на политичката ситуација во Македонија, па и за нашите опоненти политички, е тоа што една анкета што е спроведена од Институтот за добро владење, кој што условно кажано не рангува како втора политичка партија после ДУИ со една мала разлика, значи четврта во политичката сцена во Македонија.
Ова е анкета спроведена од страна на овој институт за добро владење. Добро. Господа, еве мало запознавање и за вас, ако не сте знаеле кој е БЕСЕ и каде ќе биде позиционирана, веројатно во текот на дебатата ќе дознаеме повеќе за оваа партија, ако ви е важно, се разбира. Господин Цветковски, рековме ќе говориме за генерално, значи како ја оценуваме политичката ситуација во земјава. Имаше многу турбулентни денови, многу полемики во јавноста, многу оценки од надлежни институции кои што треба да не доближат до 5 јуни како термин во кој што сите гледаат датум за излез од политичката криза. Се доближуваме ли постепено, сигурно до 5 јуни, кога ќе има избори, кога Македонија може да каже дека кризата ќе остави зад себе, или мислите дека ќе имаме уште турбулентни периоди? Значи, ние влегуваме во завршницата на разрешницата. Дали ќе имаме на 5 јуни избори или ќе немаме, од причина што некаде почетокот на април, согласно динамиката и роковите, согласно изборниот законник, ќе мора да бидат распишани тие избори. Ние гледаме и сведоци сме дека се повеќе се прават обиди, има обиди да изборите повторно се одложат и многу случувања се поврзуваат со таа цел. Значи, случувања од аспект на недоверба во институциите, рушење на кредибилитетот на институциите, повикување на одредени фази и процеси дека не се спроведени до крај така натаму, како процес и простор за евентуално одлагање, повторно одлагање на изборите. Рековте, криза, моje лично видување и секаков впечаток на граѓанската опција за Македонија, дека во моментов може да кажеме дека ова е една од најсериозните политички кризи во Република Македонија, вклучувајќи ги 2001 година, кога дури произлезе и тој конфликт во Република Македонија, кој што сите ние ги чувствувавме последиците. Овој момент и оваа политичка криза може би по последиците ќе биде уште полоша од тој воен конфликт за стабилноста, безбедноста и иднината на Република Македонија. Вие рековте обиди. На кого мислите? Дека институциите или дека политичките, некои од политичките субјекти се обидуваат да... Ние сме сведоци на неколку процеси кои паралелно се одвиваат во Република Македонија. Значи, гледаме дека Република Македонија е крстопат на една бегалска криза, која што мигрантска криза, која сакаме или не сакаме го троши буџетот на Република Македонија, ја руши безбедноста на граѓаните. Гледаме дека се повеќе и тие мигранти се изложени на одредени девијантни појави, значи и истите се жртва на тие не влијаат многу на политичката криза внатре, ја обременуваат и се дел од еден глобален процес во кој што Република Македонија сепак е еден од патиштата дали има врска со изборите, дали се тие директно... Од друга страна, видете, тоа ги дефокусира ресурсите на Република Македонија од една страна, од друга страна гледаме дека во Република Македонија се продуцираат одредени моменти на процеси, се продуцираат кризи кои што сакаме да представиме дека, или некој се обидува да представи во Република Македонија дека работите до тој степен се лоши, дека во Република Македонија ништо не функционира, дека во Република Македонија почнува се сега. Кој го вика тоа? Па еве, значи... Некој рековте, кој? Еве, значи ние имаме процес во кој во Република Македонија се повикуваме на департизација. Се повикуваме на деполитизација и бараме да одредени представници на владата, во случајов премиерот, даде своја оставка и даде. Од друга страна, имаме втор човек на партија за втор човек во влада. Министер за внатрешни работи имаме од Социјалдемократски сојуз, кој истовремено е и генерален секретар. И доаѓате во ситуација на абсурди. Тие истите кои се повикуваат на департизација, деполитизација, што
е легитимно како политичка цел, доаѓате во ситуација да во еден исти момент не знаете дали е министар, дали е предводник на протести кои што имаат пред се за цел атак на државна институција, тоа е Уставниот суд. И сега тој министар за внатрешни работи дали треба да ги брани позициите на Република Македонија, институциите на Република Македонија, или да ги брани своите политички ставови преку својата политичка партија и политичката позиција која има во истата. И тука гледате дека некој, тоа се во моментов и овој пример што го кажав, представниците раководството на Социјалдемократскиот сојуз не влегува искрено во политичките намери и начинот на кој сака да ги реализира. И тоа треба да го кажеме на граѓаните. Зоран Шапорич, ЛДП. Кога говореше господин Цветковски за СДСМ и за овие обвинувања за политизација и за атак врз институциите, чувствувате дека сте прозван бидејќи сте вие дел од опозицијата? Па морам само прво да кажам дека вие почнавте мали големи партии, дали се чувствувате по години, морам тоа да одговорам, бидејќи така почна емисијата. Либерално-демократската партија е партија која обстојува на политичка сцена 24-25 години и е значаен цело време субјект. Таа е 10 години во опозиција, обстојала и обстојува. Се разбира, била и во власта, но никогаш, како што ви е вас познато, бидејќи долго време ја пратите политичката сцена и колеги ви, освен колега од Беса, дека немала фактички ни една дамка во ни еден период. Така да, воопшто не се чувствуваме дека е некоја мала партија. Ако бевте на конвенција каде што дојдоа европратеници, председател на европските либерали, како ќе видевте и квантитет и квалитет на структурата, сигурно пред 10 дена нашата програмска конвенција ќе покажеше дека не сме мала. Околу ова се чувствувате, значи ние сме дел од коалиција, функционираме и во парламентот и на локално ниво СДСМ, имавме договор, веруваме дека пред изборите пак ќе биде потпишан овој договор. Околу самото ова. Прво, околу протестите беше стварно чудно. Не зборувам сега за пријави и така натаму, да не ја шириме работава, да се организира протест, легитимно е, нели? Па потоа контрапротест. Таква некоја воопшто ми е страна мене и нелогична ми е. Неколку пати го имаме тоа го измисли барем за овие региони Слободан Милошевиќ, па потоа другите, така да се покаже таа политика. И мислам дека треба било кој да е да се престане со таква практика. Протест, контрапротест. Нека протестират или друго. Инаку за институциите јас не верувам дека нешто ќе се случеше, а во конкретниот случај мислам дека МВР добро ја одработи своја задача. Без оглед, не зборувам дека дали е министерот, дали се таму професионалците добро се извршија својата работа, така да беа на едно. Иако некои од една и друга страна викаве многу големо не може да се чуја, да сакале да се довикува, добро беше. Но, ако зборуваме сега партизација, значи политичките функции, владата е политичка. Ние немаме во моментот, имаме согласно договорот јуни-јули од така наречен од Пржино, да учествува опозицијата со одреден број партиципиенти, 2 министра, мислам и 2 заменика, така е, да. И значи политичка е владата. Исто важи и за ВМРО, ДПМН и за ДУИ. Таму се политички, па и за вашиот заменик е сигурно политички активен во партијата. Сега имаме ние политичка влада и не гледам широка коалиција ли имаме? Не ова класична, не ова. Ова е преодна техничка, како сакате кажете, не е широка. Широка имавме 2001, али е политичка. Го прашав политичка е. Министерот за внатрешни работи, дали е тоа политичка? Па политичка е, да. Ама која е политичка, има една политичка платформа. Тоаш овие сите партии внатре, вклучувајќи опозицијата, значи, по која платформа главна задача на ова е влада, како што знаете договорот јули постигнат со посредство на нашите пријатели од Европска унија и нашиот стратешки партнер, бидејќи стратешки партнер ни е САД. Имаме договор за стратешко партнерство, и да бидат да биде подготвување на овие избори. Во функција на подготовка на овие избори, согласно има ли избори? Значи прво не е битно да кога ќе бидат, битно е да се прочисти избирачкиот список конечно. Видовме, ако зборуваме веќе, сите има поголеми, помало Исус. Мораме да го симнеме еднаш веќе тоа бреме
на тој избирачки список. Дека има 1.800.000, јас не верувам. За жал, од 2000 година, една од ретки земји во Европа, сме каде што немаме 16 години попис. Тоа е голем хендикеп. Не само за избирачкиот список, воопшто за капацитетите и потенцијалите на државата. Значи, беше прво дека треба да има активна регистрација. Па се испада дека нема време. Па дека ќе има теренска, па делумна теренска и една добра идеја пропадна. Експертите вела дека беше кратко време да се гласа, да се острана сомнеш, не велам гласане, не гласане, со отисок на прст. Добро. Но рекоа дека Предлог беше тоа. Молам? Немој да го Во ред дека имаш јас. Еве. Викат добар позитивен предлог. Позитивен, така. Не, јас слушнав дека некои партии, но добро еве, ние го поддржавме или мекме го вре. Не велам дека еве не били ваш во ред. Значи тоа да се потоа се отиде на делумна теренска проверка, без да се дефинира прецизно. Значи не викам фантоми, сомнителни, спорни 330.000 гласачи. Мора да се проверат на терен, не е тоа многу. Оние што се надвор, долго време иселени, знаеме која е дефиниција, повеќе од една година живеат во странство. Точно е, некој мал дел само се одјавиле, или пак оние кои што вадале македонски пасош во ДКП, во дипломатско-конзуларните пасоши, тие по автоматизам би требало, не знам, да бидат евидентирани дека се надвор. Значи, сите тие наши државјани кои живеат повеќе од една година надвор, тие треба да бидат на посебен избирачки список. И да се проверат кого се оселени, како, дали ќе гласат. За да се отстранат сите сомненија. Не само за избори. За сите избори понатаму треба да се проверат овие 330.000, па дали ќе бидат на 5 или на 6 јуни, или на 4 јуни. Не е битно, ако е за вас, не е битно за Гром и за ВМРО. Не, да се расчисти, па нека видат. Значи, не знам дали е за либералната партија. Така е, па јас го разбрав, Виктор дека термина. Ама за изборна комисија треба да работи ефективно. Но и со поддршка на институциите. Излегува дека 120.000, извини само Виктор, на минута дека ги нема само во една база, во другите 10 ги нема. Јас не велам што е и како е. Да се расчисти, да биде транспарентно, да дикне убеди сите нас дека тоа е во ред. Зошто државна изборна комисија не го почитува законот кој што се измени во ноември 2015 се со цел да биде што почесто ажуриран, што поправилно и поквалитетно. Требаше да излезат и треба да излегуваат согласно законот. Крстени проверки прават. Не, треба да излегуваат со прочистен избирачки список секој месец, да сето тоа го објавуваат јавно. Тоа не го прават. Не го направија, сега Значи, не. Они не. Господин Методологијата беше, извини Виктор, потоа се смени методологијата кај што ја усвоја сите 4 овие политички партии кои што учествуваат. За жал се покажа дека и таа на брзина, бидејќи на брзина сите работи кои се носат се забораваат некои работи, не се прецизни и потоа се смени. Беше да се направи прво да се добијат бази од 11 институции, па да се изврши вкрстена проверка, па потоа спорни, не викам сомнителни, не викам фантомски, да се проверат и толку. Господин Бузлиев, бидејќи рече дека ваш бил предлогот за активна регистрација, говорите? Не, за гласање со отисок од прст. И други партија, но не може да гласа на две места, нема да го сече палецот, нели? Добро. Прво, мала реплика на Шапорич да не дојде до недоумица во јавноста. 19 години е ЛДП, не е 26. Тоа е една работа. Второ, за Виктор. Околу морам да ви кажам ова после. Само да ми даеш една минута, да. Како е ЛДП лопа, добро. Добро, либерална е од 90. Дозволете. Прва. Ева се. Виктор што кажува зашто немаат ажурирање на секој месец согласно измените на законот. Значи, ако согласно направија нели методологија на проверка на овие податоци од 10 плюс МВР или 9 плюс МВР, како е, мора да има еден пресек на избирачкиот список, за да направат таа проверка. Значи, оние ако почнат да прават проверка со 31.12 и дојдат до одредено место, не може после да прават проверка на 31 јануар. За Гром сега дојде проблем зашто не се прави на 1 февруар и на 1 март, зашто не се извадени нови листи. Што има врска тоа со податокот дали бил 1 јануар? Битно е дека во ДИК биле формирани 3 независни комисии кои што работеле на компјутерскиот систем, односно на усогласување на податоците. Сите 3 дошле во црта во податоците исти. Значи не може се каже дека некој влијаел на нешто во тие комисии за да бидат различни. Ова викам за првичната информација што искочи со 495.000. Значи сите тие 3 групи што работеле до човек дале исти информации, податоци.
како биле. Како дојде од 495 подоле, веројатно е нешто прочистено измеѓу. Така, и сега паѓа на некој си 340, што е страшна бројка. Зашто видите, ако го слушнеме правиот премиер, односно претходниот вчера на дешавката во аеродром што кажуваше, сите 2 милиона да се проверат. Па видете се, верувам дека нема нормален човек во Македонија кој што на 2 милиона ќе каже дека има 1.850.000 гласачи. Значи повеќе од 90% се гласачко тело. Значи нема иселен никој. Да, не нула, нема деца, нема ништо, сите се гласачи фактички. Значи само по тој основ. Ова си задржувам право беше како дополна, не ме праша љубише ништо. Да, би сакал само да се осврнем уште еднаш на суштината на проблемот. Не е суштината на проблемот дека ние сега имаме една политичка криза која ни е дојдена од надвор. Не, внатрешните капацитети на Македонија се исцрпани, се криминализирани и затоа сме најдени во ваква ситуација да ние упаѓаме во една ваква тешка политичка криза. Значи, проблемот не е од надвор дојден кај нас, тука сериозно се исцрпени или се криминализирани сите внатрешни капацитети за да се оформи една јака држава. Затоа, ние имавме конкретна идеја, конкретна платформа, уште од март, дека за да се реши проблемот, што го имаме со сегашната политичка криза, треба прво да се оди на една експертска влада. Не ваква политичка, туку експертска влада, која ќе врши, ќе има мандат да врши попис на населението, со тоа и ќе се надоврзе и прочистувањето на избирачкиот список, ќе се одржат кредибилни, јаки избори во кои никоја партија нема да може да се сомнева во кредибилноста и во тоа, и на крај после мандатарот што ќе ја преземе одговорноста и легитимитетот од народот да ги спроведе сите клучни реформи што се потребни и во смисла на меѓуетнички односи и во смисла на севкупно градење на една јака држава која ќе биде придонес за сите граѓани на Република Македонија, а не само на политичките конјунктури кои што се на власти, ќе ги искористат и правниот систем, и полицијата, а и другите државни аспекти само за нивна придобивка и за експлоатирање фактички на Одиме со тие секунди реклами и се враќаме веднаш во студиото. Добро. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Се враќаме во студиото. Полемиката во меѓувреме продолжи меѓу ЛДП и ЛП околу тоа која е постара партија. Мислам дека ќе ве замолам сепак да се држиме за темите за кои што разговаравме. 30 секунди само реплика, ве молам и готово. Мала. Не беше тоа на говорот на господинот Елези. Тој спомна па бидејќи беше последен кој што говореше околу силна држава и институции кои што ќе гарантираат силна држава и интерес кој што ќе биде за граѓаните, не само за политичките конјунктури, како да беше продолжување на она што на почетокот господинот Цветковски го каже околу институциите, на што Шапорич само малку реплицираше. Дали тоа е истото за кое што говорите вие, дека вака слушајќи господинот Елези излезе дека само еве ќе се надополнам во тој дел. Вака слушајќи го стекнав впечаток дека господинот Елези или доаѓа од надвор или како представник на партија во Република Македонија не можам да се сложам со таква констатација дека внатрешните сили нема Република Македонија внатрешен капацитет и сите се криминализирани.
Значи апсолутно погрешна теза. Ја не можам да се сложам со таква теза. А зошто Сметам сме во дека ваква ситуација? дозволете, значи вие сепак сте партија која делува на политичката сцена, формирана внатре во Република Македонија и сигурно не се чувствувате за криминализирани и се чувствувате за нова сила која ќе настојува да во Република Македонија нешто промени. Значи, граѓанската опција за Македонија апсолутно верува во капацитетот пред се на граѓаните на Република Македонија. Сметаме дека мора да се држиме до институциите, сигурно да ја бараме одговорноста на луѓето кои што ги предводат, раководат институциите. Треба сигурно да се насочиме во непосредниот избор за да може тој избор да доведе до одговорни политичари, одговорни луѓе кои ќе раководат со тие институции и така натаму, за да дојдеме во една ситуација полека ова млада демократија која веќе 25 години е во реформи, транзиција, плурализам и така натаму, ние реално во овие насоки мора да ги засилуваме, но не може да кажеме дека институциите не постојат, институциите не ги признаваме или селективно да ги признаваме. На Република Македонија во моментов тоа и се случува. Имаме разни примери кај што велиме не ни чини одлуката, во случај пак ќе го земам Уставен суд, но ние треба да ја почитуваме таа одлука без разлика дали е на Уставен суд, дали е на Врховен суд, дали е на Основен суд, дали е на владата, секој сноси одговорност. Дали политичките представници во собранието на избори, дали владата од мандат на собранието и така натаму, дали избраните суди има тела кои што исто така ја контролираат нивната работа, ние мора да се водиме во тој правец, да обезбедиме мерит систем. Нешто што ќе поминува на одговорност. Треба, но треба не на хартија, треба во тој правец. Ама дозволете се, како ќе ја толкуваме изјавата или постапките на лидер на партија кој признава еден суд, не признава друг суд. Со каков пример ќе не убедат дека ние и граѓаните треба да дадат подршка на таков избор. Значи, зависно од тоа, од кој агол гледаме, од која позиција гледаме, сега денеска слушам повторно изјава владеачката партија. Па сега СДСМ има помоćни министерства. Ние дозволете, значи, ама немате опозиција, добро. Ама не, дозволете. Значи, јас сум представник на ГРОМ, дел од коалицијата на власт, неспорно и него негираме тоа. Но верувате, значи, тој министер за внатрешни, тој министер за труд и социјална политика, треба да ги чувствуваме сите во Република Македонија за наши министри. Не да се чувствува, тоа треба политичарите пред се да го кренат тоа ниво, значи, докаде е границата. Очигледно овде границите вие како заедничка влада сте расправале за одлуките на министерствата, вклучувајќи ги действувањето на министерството за внатрешни работи. Не. Премиер има премиер, без разлика што го викаме традицијски избори. Премиер си е премиер, транзицијски премиер. Дали сте расправале за? Ако може само една прашање. Апсолутно се расправа. Значи, и ние, видите, овде пред се сум представник на граѓанска опција за Македонија. Да. Говориме за она што и на кој начин како политичка партија сметаме дека Република Македонија треба да се развива. Зошто се бориме за владење на правото и институциите. Од тие причини, апсолутно, во моментов разговараме со сите оние мислам кои дека што... на Бузлиев најмалку му дава збор, иако има две опции. Да не излегуваме од темата, да го прашам господинот, пошто е представник на власта, условно кажано е во власт, како се чувствувавте вие кога министерка за внатрешни работи навредуваше ваши сограѓани албанци? Како се чувствувавте? Зошто не преземавте? Господин Илезич, прашањата, дозволете, значи да ги поставам јас прашањата, не ви ги одземам полемиките. Ако сакаме да укажеме на тоа дека може за мене да говорите затоа што да се соочим и да говорам за себе. Таа е чинител. Да ме прозивате, значи за некој што направил друг, значи тоа е некоректно. На Во власта. моментов Таа треба да ги брани граѓаните на Република Македонија. Значи, одговорноста на секој во Република Македонија ја сноси секој за она што постави. Институциите, Имам прашање за господин Бузлиев. Имаме две опции да се извинам, ќе ви дам на сите збор. Шапорич и тебе ќе ти дам. Добро. Бидејќи почнеме да говориме зошто дојдовме до оваа криза, ќе говориме како дојдовме или ќе говориме за излез од кризата. Па добро, едно и друго. Ве молам од вашиот став. За да дојдеш до излез треба да видиш како дали ќе говорите за причините или ќе говориме за излезот.
вашиот став за овие две прашања, односно за второто. Дали да излеземе, бидејќи обвинувањата се бесконечни, зашто дојавме до оваа криза, ќе бараме 10 години, 2 години или од 90 наваму. Пред нас стои можност за излез. Вака прво за причините. Од која година наваму? Последната Од причина. 45 Да речеме, Од 45 од она што сите го од зборевме 45 вака. до 90. Причините се може би многу. 2001. Затоа се Главниот причина генератор на кризата е изборниот модел. 90 Ама е друго. прво една минута Ама за имаме еден куп изборни модели. И секој збега. Не. Вака се. Ајде, господине Грижиев, поти гледам дека Дали вие ме има многу прашавте прво за полемики. причината и за како да се излезе. Краток ќе бидам, нема да бидам толку дол. Значи, прво пописот. Либерална партија цело време вика дека попис не е направен и тоа е основна причина за недобар избирачки Тоа список. сите го знаат. Добро, ми го... Зошто не се направи? Пржински Па, договор никој не имаше, знае. се стави на маса, се прави попис. Па, вие сте партија, на брзина. кажете. Ние не сме учесници во Пржинскиот договор. Не сте учесници, Значи, не добро, сме затоа е учесници. прашувам за да... Може би имаме тука двајца представници од коалициите, ако имаат некоја подобра информација, може да Вашиот кажат. став сега. Да го Значи чуем. тоа е во однос на избирачкиот список. Пак сте партија со став. Преска повторно го кажа дека не е возможно на 2 милиони жители да има 1.850.000 гласа. Апсолутно. Значи тоа е ненормална работа. Втора работа, што ако искочи сега по проверка да се 1.600.000? Еве, теоретски збориме. Што ако се 1.600.000? Што со тие 200 и нешто илјади гласови кои што си гласале на избори? Не знам, вие кажете. Значи причина, ова решение, кога беше Пржинскиот договор, наш предлог јавен и СДС искочи со таков предлог во преговорите да има една изборна единица. Ама не Зашто? бидна. Како? Добро, значи, кажуваме сега, Љубиша. Значи, излез од криза збориме. Лоцираме, ајде. Значи, ВМРО искочи одма со контра на победникот да му даеме 30 мандати повеќе и така натаму, СДС се повлече за 2 дена. Не, Видете видете сега. сега. Право, а подржа една изборна единица. Да, па тоа викам, го предложи во име на, да речеме, Целата опозиција, опозицијата да. и се повлече. Што представува тоа? Се навраќам на првото прашање што го поставивте. Ако има една изборна единица, тогаш ќе се види дали има мали и големи партии. Сега теоретски има 4 големи партии кои што се пржинци и доведоа договор во Ќорсокак. Нека излезат сега од тоа. Ако има една изборна единица, ќе си одиме сите сами на листите. Дури Либерална партија имаше друг предлог. Една изборна единица со отворени листи. Што е проблемот кај отворените листи? Лидерите на големите партии, значи таа е причината, не сакаат отворени листи. Зошто? Замислете вие на Груевски или на Заев, на отворена листа, петиот или шестиот на листата да има повеќе гласови од него, а лидер на партија. Втора работа, што беше предлог? Малцинските заедници, освен македонската и албанската. Тоа ќе се објасни. Само малце. Значи да си имаат гарантирани места во парламентот. Тоа е дополнителен дел да нема предизборна коалиција. Ке си имаат мандати меѓу себе, нека се борат. Искочи дека многу интересно, значи ако видите на самите си ги кажуваат владини медиуми, не провладини, кога беше за одложувањето од 24 април, го вадеа делот од законот кај што е за измена на изборниот законник, кај што во првиот став од членот вика: изборите ќе се одржат на 24 април. Го даваат со светло, другото не го даваат надоле. Треба да бидат фер. Вика во првиот став 24 април да, меѓутоа доле има 3 става. Изборите на 24 април ќе бидат во колку? До тој датум биде специјално обвинителство. До тој датум се прочити 24 избирачкиот помина, список. сега е 5 јуни пред нас. И сега предлог за излез од криза. Пречистен список и медиуми се пречи- знаеше. пречи- Дали одиме натаму или не? Прашањето три е работи конкретно Љубиша првото збориме, прашање, да. господин Музеј. 3 работи збориме. Пречистен избирачки список, И медиумите. решавање на проблемот со медиумите и може би најбитно одвоеност државата од партијата, односно партијата од држава. Може ли само еден пример да дадам? Како што одеше премиерот со градоначалникот, бидејќи Виктор тука со Стевче, во Козле одат за улица отварање. Дали истиот градоначалник, бидејќи сега Груевски не е веќе премиер, така, сега е председател на партија. Зашто Стевче да не го викне и Заев на промовирање на прајање на улица? Еве нека ми објасни. Значи да ми каже председател на зошто БСР. или Иван Величковски. Има и албанци Добро тамо, стојат па со Иван сега Величковски, да. се знаат. Зашто не го викне Иван, дојди ќе отворим улица у Козле. Или пак Или отвараат или нова втора болница работа. и се- Имаше отчет се- ке се- поранешни. Ама премиери не отварат улици во Европа. Не, председател на партија зборам. Затоа зашто не го вика Па ни други? председатели на партии не отварат во Европа. Тама Легално Меркел е, скроз да е отвора легално, улица. скроз е легално председател Или на лидер на владеачката опозиција. партија. Сега не знам која е владеачка, зашто СДС внатре владат. На големата владеачка партија, поголемата со повеќе министри, ги вика министрите на отчет во твоето седиште, меѓу тие министри тамо седи министер од социјалистичка партија. На кого дава он отчет? Или може во меѓувреме поминал во ВМРО да помене?
Добро. Многу прашања постави. Постои се, ала чекај Сакам, сега, сакам ајде, да чекај, одговориш, ајде. да. Сакам Значи да вака, На кого му Да реплицираш? одговориме. не, ќе кажам и околу кризата на твоето прашање, не ова, не е реплицирање. Значи само ево, нека ме демантира. Либерално-демократската партија настанува 97 во април со спојување на либералната партија која е 91 и демократската од 93, значи што е постаро. Потоа, во 99-та дел од ЛДП наново се регистрира, се издвојува и формира наново партија, повторно либерална. тука Значи не се издвојува. Значи ние факти кажуваме. Добро, Не сме дојдени тука да кажуваме за либерална или демократска. ти ја Јас само спомна. кажам дека не си во право. Јас ти кажав, добро, ја мислам дека ти не си, но еве кажувам факти. Дел 99-та дел од ЛДП се издвојува и действува Па и како дел остана во ЛДП. да, да. И после се направи нова либерална, мислам таа више не постои. Значи ЛДП е 97 основана, така? Да. Епа. Како резултат Ама на 97 е ЛДП, така? ЛДП, Да, се ајде да не спориме историјата. луѓето да Добро. не злоупотребуваат. Добро, Така е. да е. добро. Еве сега ќе се вратам. 20 години уште не се Добро, одлучили добро. која помогла. Добро. Да одговори. Не, дека спомни, значи нема везе. Тоа е ваш Инаку спор и точно ќе е тоа. имате Ќе кажам и за дебати избори на и за изборна единица и во Има време тоа. кога сме биле заедно и претно имало. Што имате големи идеолошки разлики ви од двете партии? Па, зависи. Ние дадовме програма, не ја видов. И вие, ние промовиравме пред дадовте недела програма? Пред недела дена. Па проверија од 2013 платформа на либерална партија. Претворија и од 2013. Минимум Добра, минимум да не 5 се- пати Да не се, да. Која е либерална Имаш партија, право, а добро, која е друг пат. либерална? Ќе направи Љубиша нова емисија. Може така Не, после. ама сега- Како не за Има и други за сигурно. издвоени. За вас двете ќе направам. Целата дебата да Партија не без биде нас. пола Не, сата нема збориме Добро, која партија е се вака. која- Прво, ќе кажеме за кризата, за причините зборуваме, не кажем никој, никако, дава идеи и така натаму. Но, значи цело време, да кажам власта, до пред година-две викаше нема политичка криза. Нема. Вика еве институциите, мнозинство има, па и представниците, после рече еве има. Се ретерираш. Сега, ако зборуваме за институции, значи јас се согласувам со Виктор. Треба да биде по мерит систем. Ние имаме на хартија тоа. Меѓутоа, тоа е де јуре, де факто не е. Препартизирани ни се ни е администрацијата и институциите. Ај, најдете ми во овие 10 години да не прешол, да е пример некој член во опозиција да работи во администрација. Или од Беса, еве, овие година дена постоите да го примат. Па ќе речем тогаш, значи, не велам вака. Чекај. Магдица Несторовска Чекај. е у МВР. Да, добро, па сега овие денови тоа се не се вработувања. Не се вработувања, тоа се времени. А сега вака, момент. Министерство за времени се. Значи, јас не велам дека некој ако е член на партија, ако има мерит заслуга, да не може да биде во администрација. Ама не може па сите вработени во 10 години, 60.000 во јавен сектор, случајно да бидат членови на владеачките. Или па да не е партиски, или па бил во друга партија па прошол. Имаме француски систем, мерит систем. Има 11 независни луѓе кои ги тестираат. Има милион работи ако сакаме. Не сакаме да ја направиме. Нема да поминат ако ги тестираат. Како ќе поминат? Да ги направиме како што треба. Но, значи, треба да се работи како? Во иднина. На департизирање на институциите кои не зборам за министри, заменици, оние што се челните. Секаде се тие челни. Се прави граница до тука, различни системи има, до каде може да бидат политички. Дури имаме многу земји каде што баш ова кабинетот на министерот го ја дели судбината него. Само да довршам. 5. Сега, се вратам на Уставниот суд. Прво, мора да ви кажам дека јас едно време порано работев во својата кариера. Уставниот суд никогаш не донел вака брзо предлог за поведување постапка и веднаш да пресече. Прво е тоа симптоматично. Значи не зборувам за одлуката. Да, и моментот, второ, трето, некои луѓе треба да се да се види дали можеле во тој момент да гласаат. 5-4 била одлуката ради конфликт на интереси и така натаму. Фамилијата им била се работи за властоување на претседателот во кабинет, така натаму, тоа е една работа. Но, еве имаме сега. Ние зборуваме дека сме земја кандидат од 2005. И секоја година добиваме препораки, нели? Викаме позитивни, меѓутоа прочитајте ги сите извештаи. Можеби секогаш тој само се многу софт, полајт, културно дадени. И сите се овие забелешки, партизирана спојување на судството неразвоено. Значи тие се забелешки 5-6 години поред се. 5-6. Да, најмалце, јас ги пратам. 24 поглави. Значи, да. И на други места. Значи, тие се секогаш само се карт. Сега имаме околу одлуката на Уставен суд, значи ние мора да знаеме сите, да кажеме на граните.
Во Европска унија ние аплицираме, не те покануваат. Ние сакаме да одиме таму. И сме се прокламирали и се фалиме. Сме добиле позитивен пат. Значи, имавме извештај од Европска комисија, реакција на одлуката на Уставен суд. Имавме од нашиот стратешки партнер. Ние, значи, не се збори дали е ваква држава наш стратешки партнер. Сме подпишале како држава. Имам прашање до господин Телези. Кога говоревте за администрацијата, за што говори и Шапорич, сметате дека не е голема придобивка застапеноста на албанците во јавната администрација, дека тоа не е добар чин? Тие се воглавно И за нив имате лоши зборови или мислите генерално? Не, во никој случај да не доаѓа Некој говорите криминализација администрација, значи тоа е еден од позитивните примери во кои што за носителите кои што се носители на политички идеи, значи носители на власта, дали од ДУИ, дали од ВМРО, ДПМН, не за администрацијата како професионалци, како граѓани кои што работат таму и даваат свој придонес во нашето општество. Ние зборуваме за чинителите и за тие што имаат обврска да ги спроведуваат политиките. Тие се најглавните што моментално се наоѓаме во една ваква политичка криза. Значи во никој случај да нема недоразбирање. Кои што го донесува до партицирање да и албанците бидат инкорпорирани во јавната администрација. Значи, како да кажем, не сум портфол на ДУИ, меѓутоа тие беа носителите на овој гест, ако го признавате, како треба да имате став и кон тоа. А зошто треба да главен доставувач на работно место да биде само јавната администрација? Зошто нема работни места во Министерството за финансии, во другите сектори кај што се значајни за државотворните политики? Зошто таму албанците не се во никој процент застапувани како што треба или процентот е толку низок што може слободно ќе кажам дека е смешен? Немаме ли ние професионалци да ги упатуваме и да бидат носители на вакви процеси? Не, затоа што тоа политичка гарнитура, ДУИ заедно со ВМРО, ДПМН, сакаат да инсталираат и да вработат луѓе кои што ќе бидат нивни војници, да кажам, условно кажам. И да секој пат да ги искористат само во изборни кампањи и да бидат нивни само декор во политички митинзи или нешто така, но тоа време веќе помина, тоа време е веќе при крај, доаѓа време на едно сеопштествено албанско интелектуално движење, која што во секој случај и као прва цел ќе биде да ги унапреди политичкиот и економскиот статус на албанците во Република Македонија. Тоа се идентификува воглавно преку движењето БЕСА, кој што е движење кој во своите редови има млади интелектуалци, оформени луѓе, професионалци, кои што сакаат и ќе ги земат за обврска да ги унапредат и правата на албанците и да изградат една држава во која ќе имаат доверба сите во Република Македонија, во која ќе може да имат интеракции и со нашите стратешки партнери од странство. Елези, ќе ве прашам последно поглавје околу удействувањето на партиите, да не биде сега дека ја кажувате платформата на БЕСА. Не брана, меѓутоа не е главната тема секој од својата партија да каже што како ќе настапи на изборите, оставам да дојдат изборите, затоа и говоревме дали ќе има избори, дали се подготвувате за избори, но сите избегнавте да кажете, говорите за причините за кризата. Не, сите сме готови. Ние сме готови. Сите рекла дека се за ако се прочисти списокот. Не само да се иде на избори и да направиме. Без разлика дали сте големи или мали политички партии, самите рекоте на изборите се оценува ќе се докаже кој колку е голем, колку е мал. Очигледно дел од вас се или некој од вас се делови од поголеми коалиции, Шапорич и Цветковски. Либералната партија и БЕСА се уште настапуваат сами на политичката сцена. Дали на 5 јуни или тогаш кој ќе бидат подготовките, освен со политички програми, платформи, значи и обид за коалицирање со поголемите партии, или сметате дека на македонската политичка сцена треба еднашка сите да идат сами, или пак да се групираат помалите политички партии, слични по платформа и идеологија? Значи, ова што го зборуваме, ако долго време се заговара, не само од овие две партии, од други, дека треба да има Македонија по Донтов метод, една изборна единица, отворени листи,
самиот Донтов метод ќе даде еден природен праг. Шапоvić, за кои избори говорите ви? За сите понатаму. Сега не е една изборни. Па не бе, не, ти кажем излез. Ја говорам за овие избори сега. за Говорите овие- теоретски, мислам дека ќе правиме друга дебата. Ама не ми даваш да докажам, може? Али во Ама не знам, вие стално говорите на нас. Мојот став, ја можам да си Дали кажам. сега ќе останете во коалиција со СДСМ или не? Ме прашувам конкретно. Ќе ти кажам најконкретно, а знаеш дека јас можам да си кажам и мои ставови. Ма кажете, дека не ми сум во брани. една партија која е демократска. Значи ние сме во коалиција со социјалдемократи и другите партии и действуваме и во парламентот и на локално ниво и јас мислам. Дали е тоа перспективата на вашата партија? Јас Тите мислам помали дека на партии? овие избори е потребно окрупнување, што поголемо окрупнување на опозицијата. Мислам, верувам дека ние ќе одиме на овие избори со Социјалдемократскиот сојуз, како што кажав, најконкретно, само да довршам. Значи, на овие избори тоа, а мој став личен е и на ЛДП дека треба да дојде што е можно покрупно, поголемо окрупнување на опозицијата. Значи, дали ова директно Љубиш или не? Па дека рече, Тоа беше целта, дали е тоа перспективата и за Громе истото а инаку перспективата е, Дали- кога ќе средиме, кога ќе имаме чист избирачки список, нема да има сомненија вакви, да си оди секој сам на избори со отворени Прашањето листи. дали Тоа шансите се поголеми така или не? Тоа ми е просто сега се прашањето. поголеми да дојде промена на власта, да се што покрупно деси обединување на опозицијата. Јас го кажав и на повеќе Господин Цветковски? наврати, ако ми дозволиш ќе кажам и до каде. Како нема да ви дозволам па? Добро. За тоа ве викнам. Добро, Ќе добро. морам првим две, затоа што не сакав да ги прекинувам колегите вечерва. Во оној дел господинот Чапориќ околу Пржинскиот договор, почитување и департизацијата, морам да се навратам кратко. Значи, да не заборавиме дека Пржинскиот договор не предвидуваше министр за внатрешни работи, висок функционер на партија. Предвидуваше предлог на СДСМ, значи не го испочитува, Прифатен ако од говориме. ВМРО. Прифатен, но не партиски кадар, односно стоеше висок така, да. функционер. Не стои, значи предлог. Втората работа, која овде исто беше наметната, точно е, значи 2 милиони и нешто жители, според попис, кој што не е 2000-та. многу одамна. Процесите гледаме какви се во Република Македонија, многу иселени и така натаму, а 1.800.000 гласачи. Прашањето е што правеа председателите на Државна изборна комисија во последните 10 години, кои што беа предлози на опозицијата. Значи, доаѓаме... Кој го имаше? Не, значи, вака, Мора многу да, го знаеме. Виктор, мора институциите, значи и статистика, и Државна МВР и овие изборна да, комисија, не може само, ништо секој нема. знаеме како се раководи еден процес. Никој нема да му го одземе председателот на комисијата, на Државна изборна комисија, раководи со работата. И апсолутно има механизми тој процес да се спроведе Но на стоп се како што надгласуваат, треба. извини, Виктор. Ама знаеме ние Цело време, како 10-15 доаѓа. Ама години, многу сега, да. не случајно законот 2006 предвидуваше да опозицијата го има председател. Тоа ние за да го направивме. И вие бевте и јас во 2006 влада, година и заедно неспорно го е. направивме тоа. Ние се подготвуваме, значи на избори се подготвуваме како да настапиме сами. Значи ние се уште немаме отворена понуда од никого за соработка, нити ние сме понудиле на некого. Во овој момент Граѓанска опција за Македонија има свој централен изборен штаб кој што работи многу активно, делуваме апсолутно секојдневно, на дневна основа и се подготвуваме за изборите за наш самостоен настап. Дали ќе добиеме понуда која можеби нема да можеме да ја одбиеме, апсолутно во овој Мислите дека момент. шансите ви се подобри така, сами ако одите Значи, на предходно чувме одредени анкети, очигледно се различни, значи кој како Ќе ја расшириме ги прави, анкетите но многу. во овој момент доаѓаме во ситуација да гром на анкетите е добро позициониран и тука околу четвртото место ќе спориме со колегата вие Елези. се осврнувате на анкетите на Павел Шадрев или не, апсолутно. Анкетите тоа го знаат многу добро и во коалицијата на СДСМ, и во коалицијата на ВМРО ДПМН, анкетите кои што ги прават едните и За другите. 2000 испитаници добро- 5000 вртат. Само да ви кажам Добро тоа. Значи 1000 позициониране прифаќаат од гром. 5000. Значи Не викаме ништо говориме ни за, ни гром. против. Сега проблематично е ова што го говориме. Значи не е, јас и во една друга прилика исто во вашата телевизија и тогаш го кажав, не е доволно само пречистување на избирачкиот список за она што го говориме, да имаме квалитетен избор пред се, да имаме демократија во собранието. Факт е дека собранието не е исто, еве, овде и господинот Шапориќ беше дел од некое собрание претходно.
Значи не е истото тоа собрание и тежината негова, легитимитетот и така натаму, затоа што мнозинскиот систем на кој беа бирани тогашните пратеници, па потоа многу повеќе им даваше мандат. Сега имаме буквално суспензија во многу ситуации на собранието. Го говориме, тоа не смее да се случи. И ние, Република Македонија, мора да се стреми кон изборен модел кој што е многу по-непосреден. Непосреден е или една изборна единица, или мнозинскиот систем кој ние исто така го заговараме, како Го имавме два пати го тоа имавме, и покажува се дека покажа во одредени слабости. ситуации, но но силните единки во тој случај се консултираат и со својата база, со гласачите и многу пати пркосот на лидерите на партии. Ама со 100.000 паут излегуваат партии некои. Дозволете, Има и знаеме како се правеше консензус за сите клучни прашања кои Република Македонија ги носеше во тоа собрание. И затоа говориме овде апсолутно во делот на мали или големи, ние сме нова партија, 2,5 години обстојуваме, сме задоволни на први избори после година дена од наше формирање. После 7 месеци од формирањето ние освоивме 32.000 гласа и еден пратеник и тоа е одличен успех ако земеме дека само што се формиравме, но во овој момент сметаме дека демократските процеси треба да одат во тој правец. И сега господинот Шапорич го слушам од аспект на окрупнување на опозицијата. Опозицијата имам чувство дека буквално сите ги гледа во добар дел. Говорам за лидерот на вашата коалиција, Социјалдемократскиот сојуз, буквално не може да ја обедините опозицијата ако буквално правите на сила протести онаму и кај треба и кај не треба. Значи, да протестирате, само да се протестира, па макар и за детален урбанистички план, и за... Па за детални Добре, тоа е локална демократија. Тоа е друг дел од... Ама И за аеродром, за центар, за сега. пет општински Треба организации тоа на Социјалдемократскиот сојуз протестираат во општина на која не припаѓаат. И вие сакате да ја опозицијата да ја Јас ќе ви обедините. кажам за Во таков Само да случај, прашам господин не Буздиев, можеме да бидејќи дојдеме него до- е редот околу А немаме после ми е мене. поединечните и заеднички од нас. Либералната партија не е дел од опозиција, не е во коалиција со СДСМ. Беше со нас коалиција 2014 либералната партија. За парламентарните. Да, па добро сте 2014. биле, Бевме Значи заедно. бар во тие 32.000 има и наши гласови. Да? Има, апсолутно, затоа јас го кажувам. Значи ние се подготвуваме за самостоен настап. Формиран штаб, на Виктор што кажува и така натаму. Постојано работиме, отвараме канцеларии и ќе одиме сами на избори. Без гром, без... Значи Виктор што Либерална спомна партија. за анкетата и господинот од Беса, последната анкета не на Павел Шатев, значи претходната правена од меѓународна организација, јавно објавена, имаше 32% за други партии. Нека проверат, слободно имаат контакти, во 32% за други партии, 15% за либерална партија. Проценти. Во вкупните од 1100 може слободно да проверат колку е. Не верувавме ние на тоа, направиме интерна анкета од кај назвртање на телефони, на случаен изборен, не на листи, како што ги прават владеачките партии, искочи тој резултат. Така да уште повеќе ни дава волја за работа, додиме сами на избори. Зошто би оделе сами, а не би оделе у коалиција? Тоа имаше прашањето. Сметате дека повеќе успех ќе постигнете така, одошто да се врзете за една од поголемите партии и во договарањето околу пратенички места би добиле повеќе или идеолошки сте толку различни од останатите што сметате дека е подобро да се оди сам? Значи ние Која е причината кога една партија решава да влезе у коалиција и кога решава да оди сама? Значи најлаичко прашање. Секоја бидејќи- партија мора да значи- биде, ако постои, да биде способна во секој момент да биде сама. Шапорич ќе биде наред после. Да. Добра, ако не ми Да, дава. добро. Како не? Имаш сам затоа. Да. Значи вака, нашето мислење што не е тоа дали ние ќе добиеме еден или два пратеника во големата коалиција и да завршиме работа за тие еден или двајца луѓе. Сакаме сами да се пробаме и убедени сме дека минимум толку ќе освоиме и повеќе и главна цел ни се локални избори, кои што ќе бидат брзо. Мислите дека се... Втора работа, ме не прашавте за разговори ово она. Значи со владеачката коалиција нема шанси да разговараме. Нема зашто да се разговара кога сме опозициона партија, главната сила ни е против нив. Само наречената главна опозициона партија, бидејќи сама се нарече, односно коалицијата опозициона, немаме ни официјална понуда, ни па ние сме побарале официјална понуда за со нив додиме. Така да воопшто нема контакти и ние се тераме нашата работа што сме се планирали. И одиме сами на избори.
Тоа што сакам само да кажам дека како новост што се појавува во политичката сцена во Република Македонија, особено кај нас албанците, сега е што ние како движење БЕСА иницииравме формирање на опозицијски фронт. Што подразбира тоа? Тоа подразбира да интелектуалци, спортисти, сите тие што мислат дека треба да се направат напори за понатамошна демократизација на општеството, да се вклучат во овој фронт и веќе тој фронт опозицијски е, можам да кажам слободно, дека еден од најсилните фронтови што некогаш ги имале како артикулација албанските партии во Република Македонија и веќе ние сме чекор однапред во споредба со другите партии, особено со ДУИ во оваа смисла, затоа што ние не одиме ексклузивно само на наши членови и на само промовирање на нашата партија, туку во наш дел вклучуваме и интелектуалци и сите прогресивни сили кои сакаат да дават свој придонес во демократизација на општеството, се со цел ДУИ веќе да оди во историја и албанците само да ја запамтат како една лоша приказна. Тоа е ваша желба, Во тоа ќе бидете убедени во избори. Не потсети се колегата, ние ние представници на македонски политички блок во тој фронт опозициони. Сега ќе Не, моментално не. Виктор, значи пред месец и пол Либерална партија јавно објави иницијатива наречена Македонија какво што треба да биде. Повикавме сите партии, мали, големи, како што ги кажувате, да се јават, да поразговараме, да видиме за што понатаму. Изненадувачки повеќе од 10 партии, меѓу кои има и големи, така наречени, се јавија за разговор, разговарано е, не сакам сега да именувам тука луѓе, и партии и раководства, нешто беше и во јавност објавено од тоа, така да многу позитивен одек има на тоа. Шапунич па идеме на Само ова да кажам. Бидејќи не докажав дали За ЛДП и за ЛП. Не, Не тоа. секоја политичка партија која не е подготвена самостојно да оди во секој момент, таа не може да екзистира. Јас реков дека во овој момент сметаме дека во поширок опозиционен блок на тој начин може да дојде до побрза смена на власт. Инаку ЛДП секогаш е спремна да оди сама на избори. Одела безброј пати. И на локални, и на председателски, и на парламентарни, со поголем, помал успех, но секогаш можела, имала храброст да излезе. Сега зборувам за овој момент. Само морам половина реченица. Капацитетот на Скопје не се работи само за Карпов, за цело Скопје. Ограничен е. Се угушивме од згради. Треба не партиите, секој граѓанин треба да реагира. Бидејќи не е издржливо веќе да живееме во овие дупови, во гупови, во цело Скопје. За капацитетот на опозицијата, односно лидерството на опозицијата, сметате дека е подготвен за промена на власта? Кој? Збориме за капацитети. Сметам Заев и сигурно. Шекеринска. Само уште едно прашање, Шапурич. Граѓаните Дали, Добро, граѓаните нормално. ако Ние сметате сме у дека коалиција програмски и со одредени цели иначе. Да, ако е така, тогаш дали сметате дека чинот на една опозицијска партија како што е либералната, која сака да настапи сама, ќе ви го раздроби гласачкото тело и ги сметате како непријатели на некој начин и како несоодветен чин? Мислам, јас се залагам цело време, знаете, долго време дека конкурентни, тој што вели дека се политички противници или конкурентни непријателства е многу тежок збор. Тоа е веќе воинствен збор, таква реторика треба да постои. Јас велам дека што покрупно, што е можно. Покрупно. Значи не кажав дали се разбира либералната партија и другите партии е нивно право да преговараат. Еве гледаме веќе условно кажано десниот блок преговараат. Како вие кажете? Не, се правилата. Значи преговараат, јас знам. Кандидатите на либерална на опашката. Пример. Па затоа е најдобро. Затоа што ЛДП не им дава да расте. Не, пример, као партија. Значи, па отворени листи би го решиле тоа. Вие од СДС знаете тоа, така? Не, вие не знам дали се обраќате на СДС. Јас сум овде представник на ГРОМ, а за жал СДС веројатно нема сила да се представи овде. Добро се представува. Па не знам, други прилики биле. ГРОМ се уште. Ајде уште една блок реклами од 30 секунди, па се враќаме сличното прашање до Цветковски околу... Со ГРОМ се уште не доаѓаат. Одеме со реклами, почитувани гледачи. Тебе дојдовме со тебе. Нема, ти не си СДС. Јас сум на мобилен по цел ден. И важно ми е да имам супер мрежа и супер брз интернет. Затоа сум на Телеком, најдобрата мрежа во Македонија. Инаку скоро се префрлив на новата смарт тарифа.
И сега, целиот оној интернет кој што нема да го потрошам овој месец, го чувам и го користам следниот. Супер, нели? Со новиот Smart Postpaid на Телеком. За прв пат во Македонија сочувајте го неискористениот интернет за наредниот месец. Одберете и вие Smart и уживајте во неограничена комуникација и супер брз интернет. Плюс, одберете го вашиот омилен Samsung по супер цена. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја Трансмет. Продолжуваме со дебат. Цветковски Бузлиев, ве прашав, рековте сами ќе настапите во однос на поголемата коалицијска групација. Сега сте одвоени. Но каде пледирате? И двете сте центарот, вие сте десен центар, вие сте лев центар. Затоа што кога идете сами, очекувате успех кој што подоцна може би во дадена коалиција, тие гласови би ги прелеале таму каде што ќе коалицирате. Но во самиот чин на изборите и вие треба да преземете дел од гласачите од поголемата коалиција која е сега, така? И Гром, од кои гласачи би земала или Либералната партија од кои гласачи би земала? Значи, Каде е штетата кога би оделе сами? Една е придобивката, друга е штетата за поголемата слика. Зошто ние да размислуваме кој гласачи би зеле, а не друг да размислува кој би им зелениот гласач? Нека и така, јас само ние си прашувам. типуваме на одредена група на луѓе, така? И си Ама типуваме на знаете тие. на кого типувате? Вие не можете да земате, да речеме, ако сте лев центар од ВМРО или вие да земете од СДС. На кого? Значи вака, Виктор, сега само да докажам. Ајде. Љубиша, она што го чекам зборевме на почетокот мали и големи, значи голем дел и од медиумите го прават. Значи вие тенденциозно прашувате, ние ќе земеме од некои големи. Зашо големите од нас да не земат? Зошто од нас да не земат големите? И веќе си Кој зема до сега? Затоа викаме, дај да биде изборна единица да идеме сите сами. или ТН. Иначе де факто да. Како ема? Такво е мнението у Македонија. Помаливе партии што излагаат сами, ќе земат од големите. Грома кој да се сам, ќе земел од ВМРО. Не, или па им носите гласови. Тоа е веќе друго, ама тоа е веќе друга теза. Па таа е спротивната теза. Па така Кога не. се обединувате, им носите гласовите, им ги насите на поголемите, така? На коалицијата, велда. На значи, коалицијата. видите, првенствено ние во овој момент се водиме од една единствена платформа, значи во делот на нов избор на граѓаните. Значи, реално, доаѓаме во една ситуација во која незадоволството кај граѓаните е на едно високо ниво. Значи, само за компарација, незадоволството, значи говориме, дозволете сега, не дозволете, послушайте, не тезете, нема да Владата да признае ова. Значи, вака, значи незадоволството кај граѓаните како пример, дослушате ме и ќе ви биде јасно која теза ја пласирам. Во овој момент, значи јас доаѓам од Куманово. Живеам во тој град, работам во тој град и доаѓате во ситуација кога самите члени на Социјалдемократскиот сојуз ви кажуваат дека што и да се случува, како и да се случува, не знаеме што ќе се случува на централно ниво, на државно ниво. Има вакви случувања, има вакви превирања, но вика едно со сигурно знаеме дека ние на наредни локални избори не го добиваме Куманово. Што ви покажува тоа? Тоа ви покажува дека кај граѓаните во Република Македонија во овој момент и затоа се формираше граѓанската опција за Македонија, затоа веројатно во политичкиот албански блок се формира БЕСА и така натаму и ќе има можеби други партии и добро е да има. Се обидуваме да она незадоволство, дали од начинот на вработување, дали од партизација на администрација, дали од било каков дел на нормално живење, мора да се помине некој пат кој што за современи демократи е несвојствен. Значи, доаѓаме во една ситуација во која граѓанската опција за Македонија пред се таквите
гласови ги бара, поддршката на граѓаните кои буквално сакаат нов пристап. Значи силни институции, деполитизирани институции, граѓаните нивните квалитети да дојдат до израз. И ние сме партија во центарот која тргнува од либералниот пристап во делот пред се на граѓаните, нивните слободи и права. Колку сте во центарот? Не сте малце поголема група на партија која пледира кон центарот. Ние сме ЛДП, либерална партија, политичка партија која во моментов е во владина коалиција со владеачката ВМРО ДПМН. Тоа можеби во очи на многу политички партии и на јавноста преферира дека сме дел од центар десно. Но има еден битен момент и апсолутно во гром тоа го чувствуваме и со сите овие случувања сега актуелни политички, дека ние, иако сме дел од владината коалиција, го задржавме она собственото како платформа на центар, како свој субјективитет. Успеавме како млада партија, нова партија, да буквално предизвикаме и внимание и следење и од страна на медиумите и од граѓаните и сигурно е резултат на тоа што влегуваме и се појавуваме на анкети, добро позиционирани и дури имаме во одредени градови. Значи сите добро стоите во анкети. Солидно, солидно. 5000 да дојдете до испит, може да прашате било која агенција. За да дојдете до 5000, до 1000 испитаници, 5000 треба да ни се обратите. Само 20% прифаќаат. Тоа го докажано. Значи, го знаете, добро. Многу во. А добро да е. Значи, вака, имаме една недоумица сега. Виктор се во владата, кажува некои негативности, дали они прават воопшто нешто, само малку сега. Дали нешто правите? Јасно го покажав, а вие Добро, дали нешто правите? Ама не, кажувате дека ова, дали нешто правите? Убаво е гром тоа што го кажува. Значи да има ваква институција добра. Правите ли нешто во владата за да го направите тоа? Тоа е една работа. Второ, имаме уште една партија која што е во влада. Сите државни институции кои што ги добила во распределбата на власта ги има, а кажува дека е опозицијска. Сега да не ја спомнуваме која е, се знае која е. Вие сте политички представник, Демократски сојуз. Значи они се кажува дека се опозиција, сите функционери што се именувани стојат на местата, ни еден не е разрешен. Значи ствара недоумица кај луѓето. Опозиција или у влада е? Со Демократски сојуз поредувате сега граѓанска опција за Македонија. Па добро, вие само значи вие само што не сте рекле не сме во влада, тоа е разликата. Не. Ние сме во влада и немаме причини да се Уште криеме. нешто сакам да истакнам што е специфично за нашата партија Движењето БЕС е тоа што ние сме ново оформена партија и не сме дериват на никоја друга партија постоечка во Република Македонија, зборувам за албанскиот блок. И затоа ние цврсто сум убеден во тоа и граѓаните албанци се убедени во тоа дека ние ќе бидеме носителите на процесите понатамошни што ќе се случуваат во Република Македонија, затоа што албанците веќе сакаат нови оформени професионалци да ги водат, а не луѓе кои се некомпетентни и гледат во каква ситуација ја доведува и Република Македонија, а особено албанскиот дел на општеството кое е крајно маргинализирано, оставено на маргините, доведено во ситуација на еден голем екзодус, особено на младите професионалци кои треба да одат по странство и да барат работа, затоа што тука, особено поради репресијата и прогонувањето кои се прават особено на членовите сега на Движењето БЕС-а, кои што се огромно и под силни притисоци од страна на функционери на ДУИ и вие рековте дека сте нова партија и дека не сте одредени избори, така што не знаете колку подржувачи реално сте имале до сега. Шапорич, вие имате подлого искуство во со изборите. Имали 100.000 на самостојни, сме имали 20.000, 40.000 на локални, сме имали различен успех. Но сме биле подготвени секогаш да излеземе. И сега сме, утре можеме да излеземе сами. Колку Значи, гласачи би им донеле на коалицијата? Ние? Да. По моја проценка околу 40 до 50.000. Кои донеле сами или сега? Само кои водат сами имаат 17.000. Не сме имали 17, сме имали и 40, и 19, сме имали различно. Сега кој би излегле на пазарот? Сега 40 до 50.000 сигурно. Толку ни е силата. По што ги определувате? Па сакате, прво ви кажав, дека се индикат, второ, дека нашата инфраструктура се виде. Еве ви кажав конвенцијата, која што дојдоа сите опозициони партии беа поканети. И сите едногласно кажа, јас се надам барем тие што беа, дека во овој опозиционен блок ние сме втора опозициона партија. По инфраструктура, по кадровски капацитет, ако сакате, и така натаму, и така натаму. И тоа го признаваат
се виде на конвенција. Значи, силата наша се гледа, реална е. Ние имаме членство, имаме одредени резултати. Сега, ово да ви кажам, бидејќи кажа околу искуство. Што е проблемот за овие така наречени помали партии во овие услови кога има блокови? Секогаш, значи, се уште во Македонија се гласа, кога би биле отворени малце поинако, се гласа против. И секој се вика сега, ако земете историја, имаме од 100 до 200.000 растур на овие гласови, што не отишле во ВМРО и ДПМН, во ВМРО, ДПМН или во СДСМ. Меѓу 120 и 200.000 во задни 10 години. Значи, постои во овие три... Слободни, да. Слободни. Чути што? Да. Кај други. Кај други. Некој 100, некој 200. Не е вчера. А може да не донесат ни еден мандат. Да, а може да не донесе. Затоа велам тоа е проблематично. Да. Од 2011 што нема со 19.000 гласа. Да. А не 40.000 гласа. 40.000 имавме 2009. 2011 имавте 19, да, ама имавме 2009 40 на листа. Меѓутоа, што се случува? Се случува процеп во последните неколку дена, поготово ваква ситуација. Ако се дојде до ова, до слободно, равноправно пристапување на медиумите, кај нас гледате колкави се кампањи? Па видите во Демократската партија, па ја ви гарантирам, Словенија, Чешка, поголеми земји немаат такви кампањи, толку средства. Кај нас се мора да се регулираат. Колку, бидејќи медиумите, еве и вашиот медиум, се приватни медиуми, ама вршат јавна дејност. Поготово за избори, ви имате во многу земји дека мора прво регулирана изборната не кампања. е до крај регулирано и второ само ти кажам да има и да реагира и да се дорегулира. Но има многу земји каде што вика дури се вика забрането да се зголемуваат цените за време на кампањата. Шапорич, го фати за медиумите. Кај нас оди по не знам 80-90 едно до објаснување бидејќи рече дека тоа е некоја па како да се представи? Никаде нема. Представи ни една партија, осим таа што има или дисконти 90%. Нема да има дисконт, а нема узак. добро вие де факто како партија од коалицијата. Да. Ние имаме самостојни пресови настапи, значи ние си ги кажуваме секој ден ставовите, веројатно пратите, не знам сега колку. Да, сега да кажам колку ви пренесува. Во праксата, тоа е прашање меѓутоа релативно добро. Во праксата на коалицирањето, уште мало појаснување, кога поголемиот, условно речено, коалицира со помалиот во една пракса во која сте имале меѓу 40 и 100.000 поддржувачи гласачи. Добро. Но кога сега не настапувате сами, како се пристапува со паушал во договарањето, дека Либерално-демократската партија ќе донесе колку... Се преговара. Не е тоа лесен процес. Како се преговаравме за локалните... Значи, што знаете? Кај Либералната партија веројатно е преговаравме за локални избори и преговаравме за парламентари со СДСМ и оваа коалиција. Се преговара како? Нека ви кажат зошто 2011 не беа во коалиција со СДСМ и сеќе е јасно за колку пратеници не се договори. Не. Одговорот колку се ценат. Виктор, долга е приказка, бидејќи Добал ден од гром беа тогаш на страна на СДСМ, не знам ти дали беше или не е битно, така да тогаш има многу причини. Ќе ви кажам една. Значи, дојде до последните до огромни грешки у кампањата, бидејќи како партија на центарот мораше да се, условно кажа, да се критикуваат двете страни. Кај нас дојдоа до некои скршнувања во кампањата, нема време, иначе јас нема што да кријам, да не кажам кои се сите причини. Од вашата кампања. Кога веќе се одлучивте да не одите. Не, и за претходно. Не. Ти кажам и за претходно. Имаше понуда за претходно. Не беше договорено, точно не имаш. Не е така за неколку. Сега зборуваме, сите оние што коалицирале, знаат дека не е лесно. Веројатно вие сте коалицирали, ако сте млада партија. Самите велите со либерална, со Драгишо Милетич. Постизборно Не, предизборно, со Драгишо Милетич. Ја не исклучив можноста и сега да коалицираме нормално, значи, ствар на преговори заедничка платформа. Кој колку и се разбира, еве зошто немаме договор. Значи, имаше една идеја да во овој блок влезат и опозициони албански партии. Дали ќе биде тоа, не знам, дали е рано. Ама ние зборуваме... То прашав, дали во прашувам јас, фронтот кој што се заговара... Јас мене да ме прашате, да. Затоа што вика тоа не... Со нив до сега? Ама кажа не. Ние имаме разговарано со Беса средби за општа ситуација, ама околу коалиција не сме преговарали. Јас кажам моја видување. Нешто ние како политичка партија направивме низа средби со сите релевантни политички партии во Република
Република Со која цел? Македонија и Со со нас албанските не и сте, со со нас не сте. отворена ви е поканата, Не, ако поканата. сакате. Вие не сте Ако до сега сакате, никога. ние- Не сте ни Добро, јавна покана разговарали. имате сега. Ние сте сме се разговарали. сретнале, значи, и со представници на албанските партии и со представници на македонските партии. Еве, колегите ќе истакнат. Ние сме направили низа такви... Да, со која цел? Се со цел да наоѓаме едно решение и подобро да ги вклопиме нашите идеи за излезот сегашната И политичка како криза. поминат тие разговори? Имавте Во допирни најдобар точки? ду, имате- во најдобар ду се поминати тие разговори. Сме разговарале за општи теми, за теми Приоритет економски прашања. економските прашања, Со опозицијските партии? Да. А со друг не сте разговарали? Не. Не ја доживувате како опозицијска партија или не сте стигнали на Па ред? самиот представник кажа дека учествуваат во власта, но сепак ние не представува никакво исклучување. Например, Гром да дојде на посета кај нас или ние кај вас да се одиме. Има ред секаде, Да, се да, знае сега. кој е Ке се постар за- брат, Тоа кој нема е... врска. Ке се запазат тие редови. Видовте како се убедуваат ЛДП и Либерална Тоа се партија. Има некој и што воли. ред секаде. Секако ние кај сме кој отворени отишол за нема разговор, врска. но Се мислам знае дека кој- треба да истакнеме уште едно нешто. Во оваа ситуација на крајно Тешки да е тоа поларизирање проблем. на македонското општество и на политичките партии, мислам дека не е време за овие блокови опозицијски меѓу албански и Значи, јас зборам македонски во партии. иднина. Условите Извини, не не се ме дослуша. моментно такви да се оди на такви широки коалиции, во иднина секако Во иднина, зборуваме ќе се дека треба да се разговара работи. за тоа, Да. ќе поставиме приоритетни цели, Така. идеи за тоа и може Сега е да кратко дојде. време, Но сега али во иднина да. моментално нема услови, значи за еден ваков поширок и фронт самиот Ама не, не, албански, Лези, македонски. слушаме Да. само, слушайте ме мала. Значи јас реков треба да се работи на тоа. Да, јас дека де факто ние имаме. Па што се случи во Гостивар, што се случи во Тетово, подршка во втори круг за градоначалник, мислам на Дуима ВМРО, што се случи во Куманово и другите. Значи, да се вадиме дека втор круг се разбира, дека некој предраси па не би гласале, или ама пак со председателските избори. да, и председателските па не Се знам ако ова, да. викаат од ДУИ, Така. Значи, сакаме јас консензуален ви кажам председател дека- и нема да да. учествуваме на избори за председател, а пак испаѓа Председател треба да се бира за ВМРО, за ВМН. Значи, за вака ви Иванов, кажав, да. ние зборуваме веќе од 2006 на таа тема, ако се ќавате, дали предизборно и така. Јас велам дека треба да се работи. Не велам дека тоа може сега за 20 Да се дена сретнеме, да да го направиме, разговараме, да видиме. Како можност, така. Да. Добро, одиме со уште едни реклами Нема и ништо лошо завршуваме во со тоа. уште едно прашање за крај. Дваесет години со научари. Имав многу проблеми. Во последниве 3-4 представи морав да носам научари затоа што се чувствував несигурно. Тимот на Систина ми влеа надеж дека ќе можам слободно да работам без научари. И дека единствено до крајот на животот би носела само научари за сонце. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. И ти одма ти отидеш. Шапурич, И ове снимки. Јас сум жртва на снимките. Не знам. Јас сум Значи, ние ове снимаме, има јавни. зашто говорите се? 24 Вика, дека зашто сме биле втори, ке се налютеле, вика нас да па викам. снимаат меѓу себе. Не настани настани, трибини, Шапурич, има јавни се. Се враќаме. Во Ова не во снимаат јавноста- сега, да знаеш, после ќе речат на во вие. програма сме, да. Да, ајде. Во јавноста се повеќе се говори дека има две тенденции. Може би тоа се меѓупартиски обвинувања, Да. но и одредени медиуми, про-опозицијски или провладини, говорат дека додека едни се залагаат за што поскоро одржување на изборите, дека опозицијата го избегнува тоа или дека не сака да оди на избори. Има ли вистина во тоа и на кого би му одговарало или зошто вам би ви одговарало да се пролонгира терминот за избори? Значи овдека прво се сложивме.
Мислам дека и Ако вие... е фер демократски, дека ќе се дека оди. ако да се прочистат овие Да. 330, не велам ни фантоми, не велам ни Да, добро. индикативни, еве спорни. Не, ама велам зашто се- сомнителни. зашто се провлекува таа идеја дека- Значи вака, прво слушнавте изјавите од нашите пријатели, дека потребно напорно да се работи. Пријателите, представниците на Германија, на Австрија, на Франција, дека мора да се работи. Значи треба да се прочисти, да се проверат овие 334. Добро, ако трае тој процес до септември. Ако, ама може да кажеме ништо да не се прочисти, па што онда исто. Па зошто имавме прочистување, зошто сакам да имавме кажам, што- пржински договор, зошто имавме што е за опозицијата- забелешки од Прибе да се прочисти договорот, Разбирам. да се регулираат меѓумите и крај. Разбирам. Како што е договорено. Што е тоа Еве сега гледаме дека и во... странските амбасадори, така бар вчера видовме дека ќе се вклучат активно. Јас така прочитав во медиуми. Хаутен, например, песни. Не Ван Хаутен, него Значи, не може да Бузлиев, дали ми го не, надате вие не прашање? знам за песни, него Значи, ако се сметате за опозиција, не сте во здружената опозиција, без за разлика. амбасадорите на нашите Шапорич. пријатели од Европска унија и Да други ги оставиме нив. Да спрашувам вас како Европска партија. комисија. Што вие како партија? Да се пречисти избирачки список, сите 30, Да. 334, Ако- да се прокаже и да стекнеме, не ние како партија, не само вие како партија, сите и граѓаните да кажат ова е кредибилен, има две веродостоен прашања. или како што го Има две употребува тоа прашања. термин од Европската комисија во последно кредибилни избори, кредибилен избирачки список, да веруваме во тоа, бидејќи очигледно дека попис уште 2 години нема да се почне, па уште 2-3 да се обработи, значи за 4 години ние нема да имаме нов попис, иако имаме индикации сериозни дека луѓето се селуваат и така натаму. Вие имате во Демир Капе, не знам, 3 нешто илјади гласачи, отидете, сите имате инфраструктура поголема, помала, Шапорич. и ќе ви кажат колку живеат Вие овие го луѓе. поставивте прашањето, Па каде онда што 3000 гласови? ако се појави дека има голем број на фандовски гласачи, така? Поред, Што- што да. ќе се случи? Па мене да ме прашате Едно. нема. Што Ја ќе не се можам да случи? кажам. Значи ќе одлучат органите и на Што ќе се случи Либерално-демократската ако не се партија. покаже дека Моje има- мислење ако не се прочисти дека не треба да оди опозицијата. Ама тоа е мое. Што ќе Има се органи на покаже, од другите ако нема партии толку има. за колку што говоревте дека има? Значи треба да се проверат. Само еден. Ништо не велам ја колку се. Еве бев многу коректен и кажав 334 и не реков ни фантомски, ни сомнителни, него Знаете спорни да се проверат. Теренски. Спорни се од аспект на Да, поклопување на... ама има, еве се кажа дека има некои живеат 20 години, а тука се. Да се види да се раши. И тоа ДИК треба да работи. Па ДИК и други институции, ДИК сам не може да работи. Ние Потоа видовме како спорни се се, носат гласови. една го имаме во една база, во другите 10 го нема. Спорни треба да се види. Има не се појавили 10 години, ги знаеме тие луѓе, вие знаете. Доаѓаат и Тоа гласаат во општина центар. Тие тоа е На веќе локални баш. транспорт. Транспорт од Албанија доаѓаат во сите општини. А осети Николе автобусите? Сегде ги има, и у Кичево ги има, во сегде ги има. Струга, Ресен, каде е? Генерално, Тие се носат со автобуси, сега се може би што регистрираат. малку упорен, Автобуси од но сакам да Цирих и од расчистам Австрија. Тие се што граѓани на Република. пред што се граѓани, случуваат, а зашто се ние извинувам, тука господин има председател. граѓани? имовина, Ве молам. има све. При крај сме завршуваме. Може би сум упорен и доследен со прашањето за излез од политичката криза. Тоа е таква синтагма колку што е синтагма и ова се прочисти избирачкиот список и да имаме фери демократски избори. Значи веќе како да кажам И тоа демократска клима, департизирани институции, извештајот на Прибе, да го Шапорич, почитувам. волам да само да завршам. Значи Ова е узурпација на простор веќе. Значи, Добро е. Се извинувам, јас само кажам дека препораките на Прибе ги забравих. сакам да кажам во името на граѓаните, ако можам да говорам, ние живееме во една неизвестност на меѓусебни препукувања кој е за, кој е против решавање на политичката криза. Значи, пролонгирањето на термините и пролонгирањето на прочистувањето, без разлика кој е виновен за тоа, ја доведува Македонија не април, не јуни, септември. Кој има фајда од септември или ноември или до година одржување избори? Тогаш ќе се врати се по старо, ќе продолжиме вака со техничка влада, полутехничка влада, политичка влада, со постојано прочистување до септември. Дали ме разбирате што Ве молам, прашувам? ако Вие ќе како веќе партија, значи каде го гледате крајот на ова? Не, ве Значи, молам, вака сега. кој има бенефит од тоа што Кој има бенефит од ова што монтирани избори? Значи во ние да петокот бидеме Либерална партија учесници? правеше пресконференција. Нормално. Потполно истиот. Во 18 часа разлика странските амбасадори го кажаа тоа што ние го кажаме. Побитно е кредибилни избори отколку избори на 5 јуни. Ако ДИК искочи дека само малце Љубиша, ако ДИК излезе дека
што велите вие, 2000 да се само спорни, пример, ќе се избришат 50.000, 40. Ако дик излезе дека готово е ова завршено, едногласно поддржано, ние одиме избори на 5 јуни. Не сме за. Не ве прашувам генерално, значи политички ќе продолжи владата вака да функционира. Таа што е привремена ќе трае една година. Па тоа го зборевме прес, како повторно се пролонгира. Не. Колку долго може да трае ваква влада? Значи ако повторно се пролонгира на одреден период, нека си земе пак ВМРО да си владае целата влада, нека си се врати премиерот назад. Ама ова е меѓутоа збориме повторно избори. Така повторно само се пролонгира. Ама и оние рокови од нели 90 дена порано, кој да биде премиер, кој да биде министер. Ние не треба да поставиме временски ограничувања. Треба да се тоа ќе вратиме назад старата влада. Главниот проблем во Прашинскиот договор е фиксниот датум. Да, значи мислам дека сите ќе се сложат со тоа. Зашто на некој има бенефит од тоа. Фиксниот датум е главниот проблем. Треба да се спроведе све тоа, да бидат фер и кредибилни и после да се оди на избори. Ние не треба некој има интерес, ние не знаеме, ние гаѓаме сега да се пролонгира. Па граѓаните, нивниот интерес треба да биде граѓаните, председателот на ДУИ медиумски труmpetираше 20 како да веруваме дека сите сакаат избори. Можеби некој не сака избори. Овде би сакал само една реченица и да завршиме завршиме на колегите. Значи мора сите, мислам дека ќе се сложиме да констатираме дека сепак секое пролонгирање на кризата во Република Македонија е на штета на граѓаните на Република Македонија. Гром од самиот почеток се залага за што побрза разрешница на кризата. Значи кога говориме за разрешницата, говориме ако е за во судска постапка, е во судска постапка. Процесите да одат во судска постапка, сите оние што треба, да немаме и таму селективен пристап. За едни ќе има разрешница, за други ќе нема. Од друга страна, бараме апсолутно максимална подготовка на сите органи и сега една од целите која што беше зацртана со Пршинскиот договор беше да дел од опозицијата на клучните по нивна проценка места и позиции. На одредени важни се. Важни, клучни во моментот. Тоа беше дел да ги завземат, да ги раководат, за да се намали, не знам, злоупотребата и така натаму. Тоа се направи и сега доаѓаме во ситуација каде што се пролонгира, што не смее да се дозволи. Сметаме дека иако се сака може да се прочисти избирачкиот список. Методологијата веќе ги даде резултатите. Сега по договорот треба да следи теренската проверка и на крај да се заклучи избирачкиот список. Но говориме сите, ајде да немаме селективен пристап во примената на законите. И затоа ја на почетокот кажав, ако веќе е направено, ако е веќе, нека го објава тоа, да не користат нешто. Добро, ја ви кажам, тоа сите го велиме. Ќе влеземе во терминот на вестите, ви благодарам што бевте гости во дебатата. Она што можам да порачам е дека одговорноста ќе биде сепак на политичките партии, само надеж дека сепак ќе работи свеста и дека ќе најдете сите вие и кои што сте дел од Пршинскиот и кои што не сте дел од Пршинскиот. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости. Ви благодарам почитувани гледачи на вниманието.